Вредноста на синдикалната минимална кошница за мај годинава изнесува 68.743 денари, испоредена со вредноста од април кога изнесуваше 68.797 денари, е намалена за 54 денари, соопшти денеска Сојузот на синдикати на Македонија. Со изнаемен стан од 60 квадрати, синдикалната минимална кошница за мај изнесува 84.117 денари. За храна и пијалаци во мај биле потребни 25.475 денари, за образование 7.192 денари, за облека и обувки 6.334 денари, за станарина, вода, електрична енергија и грејење 6.338 денари, а за транспорт 5.041 денар. Европската комисија денеска стави на располагање 65,7 милиони евра за Македонија во рамки на инструментот за реформи и раст како дел од поширокиот пакет финансиска поддршка за земјите од Западен Балкан. Покрај Македонија 49 милиони евра доби Албанија, 44,2 милиони евра Црна Гора. Исплатата следува по позитивната оценка на Комисијата за спроведените реформски чекори при што кај Македонија акцентот е ставен на реформите во образованието и дигитализацијата. Според оценките, земјата презела мерки за подобрување на финансирањето на основното и средно образование, како и активности за проширување на пристапот до дигитална инфраструктура и информатичка опрема во училиштата. Од вкупно одобрените средства за Македонија 30,6 милиони евра директно ќе бидат префрлени во државниот буџет, додека останатиот дел ќе биде наменет за реализација на инвестициски проекти преку инвестициската рамка на Западен Балкан. Со денешната исплата вкупната финансиска поддршка за Македонија преку овој инструмент достигна 142,1 милиони евра. За Албанија досега се обезбедени 212,8 милиони евра, за Црна Гора 89,3 милиони евра. Планот за раст за Западен Балкан, усвоен во 2023 година, има за цел да им овозможи на земјите од регионот постепено да ги почувствуваат придобивките од членството во Европската Унија. Експертите оценуваат дека овие средства можат значително да придонесат за модернизација на образовниот систем, подобрување на дигиталната поврзаност и забрзување на економските реформи во земјава. Воедно финансиската поддршка од Европската Унија се смета и за важен сигнал за доверба во реформскиот процес и европската перспектива на регионот. Секторот за контрола и истраги преку Оделението за оперативни работи спречи обид за нелегален пренос на готовина во износ од половина милион евра, пронајдени во бункер на минибус, што резултираше со историски најголема заплена на девизи, истакна директорот на Царинската управа Бобан Николовски на пресконференција на која информираше за случајот. Како што информира Николовски, парите биле пронајдени во специјално конструиран бункер во минибус, спакувани во кеси. Девизите и возилото се трајно одземени, а сторителот е државјанин на Република Албанија, веќе има изречено судска пресуда во судот во Куманово. Минибусот е собственост на туристичка агенција од Албанија, биле превезувани 7 патници, вели Николовски. Парите се откриени со скенер кој утврдил преправка на возилото. Според директорот, чии се еврата ќе треба да утврдат другите надлежни институции, известно е дека ќе се влеат во државниот буџет. Цариниците кои ги запленија еврата ќе бидат наградени со по 10.000 денари. Ова е најголемата заплена досега во историјата на Царинската управа на Македонија. Девизите и возилото се трајно одземени, а сторителот државјанин на Албанија со иницијали џГ кој управувал со минибусот е соодветно гонет, зашто веќе е изречена судска пресуда од Основниот суд во Куманово. Согласно закон, запленетите девизи уште веднаш се предадени во Агенцијата за привремено одземен имот, потоа се депонирани во Народната банка. Територијалната противпожарна бригада на град Скопје заедно со противпожарните единици ширум земјата денеска го одбележува 20 мај, денот на пожарникарството. Како дел од традиционалните активности, градоначалници и представници на локалните самоуправи ги посетуваат противпожарните станици. Прославата е во Скопје, фокусирана на единицата во автокоманда, каде се оддава признание на пожарникарите за нивната посветеност и пожртвуваност за заштита на граѓаните и имотите. А беше присутен и градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Овој датум е значаен историски мегиник, бидејќи на овој ден во 1836 година во Битола бил формиран и првиот противпожарен одред во Република Македонија.
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција веќе подолг период нема добиено повратна информација од Министерството за внатрешни работи во врска со сомнежите за оддавање службени тајни и можни шпионски активности во кабинетот на претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Според информациите од обвинителството, постапката била отворена на 18 декември 2025 година, веднаш по известувањето добиено од секторот за компјутерски криминал при МВР, пошто биле превземени повеќе законски мерки за обезбедување докази. Во рамки на првичната истрага, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до Основниот кривичен суд доставило барање за пребарување на компјутерскиот систем со цел да се утврди дали имало неовластено преснимување податоци од информативниот систем во претседателскиот кабинет. Воедно биле издадени наредби за екстракција на податоци од персонални лаптоп компјутери кои претходно биле доставени до МВР. А на 30 декември 2025 година била наредена и анализа на екстрахираниот материјал. Обвинителството сепак наишло на проблеми при обезбедувањето на безбедносните видеозаписи. Од кабинетот на претседателката на почетокот на оваа година било посочено дека не располагаат со копии од снимките, бидејќи опремата била набавена преку службата за општи и заеднички работи, додека надлежноста за управување со системот била кај МВР. Предметниот јавен обвинител на 25 март оваа година испратил нова наредба до секторот за компјутерски криминал при МВР, со која било побарано да се изврши целосна анализа на податоците од мобилните телефони, како и заедничка анализа со податоците од компјутерската опрема, обработени во истражниот центар. Од ОЈОК нагласуваа дека и покрај сериозноста и чувствителноста на предметот, како и потребата од навремено постапување, до денес не добиле никакви резултати или свестување од МВР за превземените действија и обезбедените докази. Иднината на Тајван не може да ја одредуваат надворешни сили, туку само неговиот народ, а демократски управуваниот остров нема да се откаже од својата слобода, изјави претседателот Лај Чинг-те по повод 2 години од мандатот. Лај се соочува со притисок не само од Кина, која го смета Тајван за своја територија и го нарекува сепаратист, туку и од Соединетите Американски држави и традиционалниот сојузник на Тајван. Минатата недела посредбата со кинескиот претседател Си Џинпинг, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека се уште не донел одлука за понатамошна продажба на оружје на Тајван, што го нарече добар адут за преговарање, додавајќи дека не сака никој да каже одиме кон независност. Зборувајќи во претседателската канцеларија во Тајпеј, Лај рече дека демократијата не е подарок што паднал од небото. Иднината на Тајван не може да ја одредат надворешни сили, ниту пак може да биде заложник на страв, поделба или краткорочни интереси. За иднината на Тајван мора заеднички да одлучат неговите 23 милиони жители, рече тој. Одржувањето на мирот и стабилноста во тајванскиот теснец и спречувањето на надворешни сили да ја променат моменталната ситуација меѓу двете страни на теснецот се стратешки цели на Тајван, додаде Лај. Тајван е одговорен член на меѓународната заедница, не страна што ја нарушува стабилноста, рече тој. Лај повтори дека Тајван е подготвен врз основа на принципите на еднаквост и достоинство да учествува во здрави и уредни односи со Кина, но ги отворили обидите обединувањето да се прикаже како мир. Иранската револуционерна гарда предупреди дека во случај на нови напади од страна на Соединетите Американски држави, Техеран би можел да ја прошири војната и надвор од регионот, што дополнително ги зголемува стравувањата од поширока ескалација на веќе напнатата ситуација на Блискиот Исток. Според соопштенијата и изјавите од иранските воени структури, ваквата реакција би била одговор на евентуално продолжување или засилување на американските воени действија против Иран, при што се навестува можност за проширување на конфликтот и надвор од традиционалните регионални граници. Во меѓувреме, европските држави преземаат дополнителни безбедносни мерки. Француската представничка во Трен изјави дека иако не се донесени конечни одлуки за директна интервенција, веќе се прават подготовки за евентуални ризици во морските коридори. Таа нагласи: во секој случај се подготвуваме за евентуална потреба од отстранување на мини, објаснувајќи дека во регионот се испраќаат бродови за деминирање како дел од потенцијална француско-британска мисија. Овие активности се дел од пошироки напори на европските земји да ја обезбедат безбедноста на поморскиот сообраќај во случај на понатамошна ескалација на тензиите.